Протести, политички тензии, обвинувања за предавство, изјави за работење против европските интереси на државата. Во ваква ситуација, во Скопје ќе допатува претседателката на Европската комисија, чија посета се смета за финален напор на Брисел и земите членки на Унијата во обидите за убедување на дел од политичките елити, но и на граѓаните, дека интересите на Северна Македонија се заштитени со францускиот предлог. Се очекува самата Урсула фон дер Лајен тоа да го соопшти во обраќањето во собранието пред почетокот на седницата, на која ќе се разгледува предлог преговарачката рамка, која е дел од пакетот изготвен од официјален Париз. Опозицијата смета дека фон дер Лајен ќе се обиде да ја амортизира, како што ја нарекуваат, добиената уцена. Во моментов сме соочени со уцена која што утре ќе се обиде, веројатно со убави зборови, да ја амортизира и сегашната претседателка на Советот на Европската Унија. Го почитуваме незиното време, но си го почитуваме и своето достоинство и знаеме што е добро, а што не е добро за Македонија и сметаме дека овој преседан, каде што од земја членка се бара да ревидира историја и да промени устав, за воопшто да може реално да почне преговори и истите да бидат обврзани со понатамошни ревизии на учебници на историски личности, е понижувачки. Ако очигледен ставот на ВМРО, ДПМН и коалицијата кои се против предлогот што денеска пак преку статус на социјалните мрежи го потврди лидерот Христијан Мицкоски, се уште е нејасно како ќе изгледа утрешната седница. Дали се изготвени заклучоците? Дали ќе има дискусија? Сето она кое што го постави како прашање надлежност има претседателот на собранието, каде што во текот на собраниската дебата се очекува да има координација, каде што ќе се усвојат заеднички, каде што ќе се предложи да се усвојат заеднички заклучоци. Она кое што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го има поднесено, тоа се заклучоци на кои што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се гарантира безусловно поддршка на идентитетските, јазичните, историските и културните особености на македонскиот народ, за кои што пред Европската Унија, односно со Европската Унија, во ниту еден момент не се преговара. Дел од европските дипломати во Скопје, иако не сметаат дека актуелниот компромис ќе победи на надпревар за убавина, веруваат дека тој ќе помине и ќе ги отвори вратите кон Унијата. Политиката на Унијата е дека билатералните прашања треба да бидат решени меѓу самите земји и за нив нема простор во преговарачкиот процес. Ние ќе го следиме тоа и комисијата кажа дека ќе го следи тоа. Затоа, ако можеме да добиеме некој вид на компромис сега меѓу вас и Бугарија, тоа ќе ја отвори вратата. Во пресрет на утрешната собраниска седница на Твитер се појави фотографија со телефонските броеви на сите пратеници од СДСМ и од нивната коалиција. Под фотографијата пишува: порачате им да не го предаваат народот, сугерирајќи да им се врти на овие броеви и да им се изврши притисок на пратениците да гласаат против заклучоците во парламентот. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.